Мицкоски на средба со Ердоган во Турција. Муцунски, не очекуваме последици за членството во ЕУ по резолуцијата за Украина. Зеленски пристигна во Вашингтон за средба со Трамп. Макрон, Европа не смее да биде вазал на САД. Саргасовото море нема брег, но има голема еколошка важност. Салони за требење вошки, нов бизнис во Србија и Хрватска. Председателот на македонската влада, Христијан Мицкоски, денеска е во официјална посета на Република Турција, каде што ќе се сретне со председателот Реџеп Тајип Ердоган. На оваа средба се очекува потпишување на заедничка политичка декларација за основање на Совет за соработка на високо ниво помеѓу владите на Турција и Македонија, со цел продлабочување и интензивирање на соработката во сите области од заеднички интерес на билатерално, регионално и глобално ниво. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, изјави дека не очекува резолуцијата на САД за Украина, на која Македонија беше коспонзор, да има последици по нашето членство во Европската унија. Според Муцунски, иако сојузниците понекогаш не се согласуваат, Македонија продолжува да биде еден од најголемите придонесувачи за Украина од почетокот на конфликтот. Муцунски посочи дека резолуцијата престанала да важи под принципот на заедничката надворешна безбедносна политика на ЕУ, бидејќи по неа се изгубил консензусот меѓу земите членки. Осврнувајќи се на евроинтеграциите на земјата, тој нагласи дека Македонија се соочува со блокада од Бугарија и дека потребни се институционални гаранции за напредокот во процесот на преговори за членство во ЕУ. Шефот на дипломатијата истакна дека, иако понекогаш има несогласувања меѓу земјите членки на ЕУ, Македонија продолжува да ги поддржува акциите за Украина, а делата го покажуваат најдобро нивниот ангажман. Муцунски рече дека земјата не е сигурна во однесувањето на Бугарија и во тоа како се третираат македонските интереси во контекст на евроинтеграциите, со оглед на тоа што Македонија не ги добила ветувањата кои беа дадени во минатото од страна на европските лидери. Тој додаде дека, иако има поддршка од голем дел од земјите членки на ЕУ, многу важен фактор за продолжување на процесот е решавањето на проблемите со Бугарија. Муцунски нагласи дека за Македонија е важно да има јасни и конкретни гаранции од Европската унија за процесот на интеграција, кои би ги елиминирале нејаснотиите и сомнежите. Украинскиот председател Володимир Зеленски пристигна во Вашингтон, каде што денеска ќе се сретне со американскиот председател Доналд Трамп. Главна тема на разговорите е потпишувањето на договор за експлоатација на минерали и ретки земни елементи во Украина. Трамп изјави дека овој договор ќе обезбеди сигурност за Украина во нејзината борба против Русија. Сепак, Зеленски нагласи дека прелиминарниот договор не вклучува безбедносни гаранции, што беше клучно барање на Украина. Пред околу 10 дена, Трамп го нарече Зеленски диктатор без избори, но вчера ги омекна своите изјави, велејќи дека не може да верува дека го кажал тоа. По посетата на Вашингтон, Зеленски се очекува да отпатува за Велика Британија на разговори со британскиот премиер Киер Стармер. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека Европа мора повторно да развие вкус за ризик, амбиција и моќ и да ја отфрли зависноста од САД. Оваа изјава доаѓа во време на значајни геополитички промени, кога американскиот председател Доналд Трамп ја преиспитува досегашната политика на САД кон Украина и Русија, како и посветеноста кон трансатлантската безбедност. За време на својата дводневна посета на Португалија, Макрон истакна дека Европа треба да биде пообединета и посилна од било кога и да преземе одлучни чекори во технолошкиот, индустрискиот и одбранбениот сектор. Тој предупреди дека покорноста не е решение и дека Европа не смее да падне во вазалски однос. Овие коментари следат по неодамнешната посета на Макрон на Вашингтон, на која што се обиде да го убеди Трамп да обезбеди безбедносни гаранции за Украина по завршувањето на војната. Сепак, администрацијата на Трамп останува неодлучна во однос на својата посветеност кон трансатлантската безбедност. Макрон ги повика европските лидери да преземат проактивни мерки и да не се потпираат исклучиво на САД за безбедност и стабилност, нагласувајќи дека Европа мора да ја зајакне својата автономија и стратегиска независност. Вистина е дека Саргасовото море е единственото море во светот што нема брег, бидејќи е дефинирано од океанските струи наместо од копно. Неговата површина е покриена со густи слоеви од саргасум, алги кои испуштаат непријатен мирис, но и создаваат богато живеалиште за бројни морски организми. Вистина е дека ова море има клучна улога во екосистемот на Атлантикот, бидејќи е место за мрестење на загрозени јагули, како и миграцијски пат за китови, туна и други риби.
поради својата биолошка разновидност, научниците го нарекуваат златна пловечка прашума. Вистина е дека Саргасовото море е инспирација за многу легенди, почнувајќи од Кристофер Колумбо, чии морнари стравувале дека ќе бидат заробени од алгите, па се до поврзаноста со мистериите на Бермудскиот триаголник. Вистина е дека морето е обкружено со 4 големи океански струи, кои создаваат природен вртлок што ја заробува водата во неговите граници. Оваа специфична циркулација го одржува уникатниот екосистем, но истовремено доведува и до акумулација на отпад, што представува сериозен проблем. Вистина е дека научниците и еколозите алармираат за потребата од итни мерки за заштита на Саргасовото море. Долгорочните последици од загадувањето може да доведат до уништување на многу морски видови кои зависат од ова подрачје. Некои организации веќе преземаат чекори за расчистување на пластичниот отпад. Вистина е дека и покрај заканите, Саргасовото море останува едно од најфасцинантните природни чуда на светот. Неговата историја, биолошка разновидност и мистериозни приказни го прават место од огромно научно, еколошко и културно значење. Во Србија и Хрватска се повеќе се отвораат специјализирани салони за отстранување вошки, претворајќи го ова во растечки бизнис. Родителите се почесто се одлучуваат за професионални услуги, наместо за традиционални методи, бидејќи се покажало дека специјализираните третмани се побрзи и поефикасни. Овие салони користат современи техники и опрема, вклучително и специјални усисници и нетоксични препарати, со што се гарантира безбедно и ефикасно отстранување на вошките и гнидите. Покрај индивидуални третмани, некои нудат и услуги за целосна дезинфекција на домови и училишта. Според собствениците, побарувачката за ваквите услуги постојано расте, особено во периодите кога училиштата се соочуваат со зголемен број случаи на вошливост. Родителите се подготвени да платат за брзо и безболно решение, што придонесува за експанзија на овој специфичен бизнис. Иако цените за третман варираат, многумина ги сметаат овие услуги за корисни, бидејќи се ослободуваат од проблемот без дополнителен стрес. Во некои градови веќе се отвораат нови центри, а се очекува овој тренд да продолжи и во наредните години. Мицкоски на средба со Ердоган во Турција. Муцунски, не очекуваме последици за членството во ЕУ по резолуцијата за Украина. Зеленски пристигна во Вашингтон за средба со Трамп. Макрон, Европа не смее да биде вазал на САД. Саргасовото море нема брег, но има голема еколошка важност. Салони за требење вошки, нов бизнис во Србија и Хрватска.